Предлог законот за судскиот совет влезе во владина процедура. Откако ќе помине на владина седница и добие зелено светло, ќе треба да биде изгласан и од пратениците во парламентот. Претходно, законот доби позитивна оценка од Венецијанската комисија. Оценската мисија на ЕУ што влезе во судскиот совет по скандалите кои што ги приредија членовите, препорача рок во кој законот треба да биде изгласан, а тоа е до крајот на месецов. Според досега сработеното, законот може да доцни 1 до 2 недели за да ги помине собраниските процедури. Построги критериуми за избор на членови, прецизни правила за разрешување и правила за индивидуална одговорност која досега ја немало. Министерот за правда Игор Филков е задоволен од законското решение. Уверува, со новиот предлог закон, секоја одлука од судскиот совет ќе биде објавена пред јавноста, а за неа, доколку се коси со законот, ќе сноси одговорност тој што ја донел. Нема веќе не знаев, немав ингеренции, ќе има име и презиме за секоја одлука, за прв пат ќе има објективно оценување на нивната работа, транспарентност во носењето одлуки и механизам за одговорност и на самите членови на Советот. Ова е клучна точка што ја нотираше и оценската мисија на ЕУ. И сега директно одговараме на таа препорака. Покрај овој закон, од пакетот закони за реформи во правосудството, Министерството за правда подготви 5 од 8 закони. Во пакетот 8 закони со рок за носење до крајот на јуни годинова се Закон за платите на судиите, јавните обвинители, членовите на судскиот совет и Законот за платите на членовите на Советот на јавни обвинители. Инаку во изминативе години работата на правосудните институции го допреа дното. Ова го покажуваат анкетите за довербата на граѓаните во судскиот систем, која што според резултатите е на ниво на статистичка грешка од само 2%. Судскиот совет последниве години работи со голем број скандали и е критикуван за несовесно работење од представниците на меѓународната заедница кај нас. Оценската мисија на ЕУ, која влезе во Советот по избивањето на скандалот со разрешувањето на председателката Весна Дамева, даде 40 препораки ова тело самото да се реформира. Премиерот Христијан Мицкоски, откако формираше влада, најави реформи во правосудниот систем и во двата најбитни тела во судството, судскиот и обвинителскиот совет. Покрај незадоволството на граѓаните и во последниот извештај на Европската комисија се говори за партиски влијанија и непотизам при избори на судии во судскиот совет.